Високи приходи кои нема да се оданачуваат следните 2 години, како и огромен прилив во буџетот од половина милијарда евра, најавува лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски, доколку се прифати нивниот предлог закон за легализација на тргувањето со криптовалутите и блокчейн технологијата. Како пример ја посочи Германија, во која 40 на банки веќе имаат платформа за чување и трговија на криптовалути и со тоа десетици милијарди евра завршуваат во нивниот буџет. Со оваа дејност која ниту е забранета, но ниту регулирана, според Мицкоски, во Македонија се занимаваат десетина на илјади пред се млади луѓе. Нас не убедуваат денеска дека со европско знаменце на швейцарски начин треба да го поминале законот за опојни дроги, каде што неколку фабрики во Македонија блиски до семејството зајави треба да извезувале марихуана. Тоа е иднината која што ја нудат овие луѓе во владата. Иднината ние која што ја нудиме оваа, за која што јас денеска зборувам, за блокчейн технологијата и зборувам за најмалку половина милијарда евра од трговијата на криптовалутите во буџетот кој што потоа ќе завршат кај граѓаните. Како и низ целиот свет, така и македонските граѓани се повеќе инвестираат во овие електронски пари. Најпопуларен е биткоинот и основниот начин да се дојде до него е со така нареченото рударење преку посилни компјутерски уреди. Сепак, целата таа апаратура троши многу електрична енергија и сериозно ја оптоварува мрежата, а често се случува рударите да се служат и со кражба на електрична енергија. Од Ева навела дека откривањето на копачите најчесто е проследено со појава на чести дефекти на местата каде се инсталираат компјутери за таа намена. Имаме сознанија за активно копање биткоин во повеќе градови и селски општини во државата. Претежно се во Скопје, во Тетово, но и во други райони. Најновите забележани случаи се во реонот на село Љуботен, општина Ратиново, населба Сингелич, Ѓорче Петров, улица Дижонска во Чаир, улица Јајце во Газибово. Според експертот и инвеститор на криптовалути Дарко Симоновски, во следните 10 години ќе се случи целосна експанзија на овој нов светски феномен, бидејќи криптовалутите, како што вели, се најдоброто оружје против инфлацијата. Се повеќе се принтаат пари затоа што добрата што ги користиме, што ги купуваме, цените одат нагоре со тек на време, а со тоа значи и цена, вредноста на фиат валутите паѓа. Тоа е суштината и начинот на светската економија. Сега овие криптовалути, значи ќе биде нешто обратно, служат дефлационо. Зошто ова го зборувам? Затоа што криптовалутите се само во ограничен број. Народната банка во повеќе наврати алармира да не се вложува во дигитални валути, укажувајќи на високите ризици, со оглед дека нема централна банка која ја гарантира валутата. Инаку, Србија е последната земја од регионот која ги легализираше криптовалутите.